Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 81-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија посветена на актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ќе ви говорам за една од највпечатливите анимирани антолошки ТВ серии на денешницата, односно серија која со своето појавување демонстрираше дека малите аниматорски студија се умеат да создадат впечатливи кратки остварувања кои пленат со автентичност пред се и проникливост, со слободна експресија до која ретко се доаѓа во долгометражните анимирани филмови, барем не во тие кои што се продуцираат во САД. Едноставно танцува вибрантната линија, се оживуваат 3D моделите и подвижните слики во научно-фантастичен манир го пленат секој гледач на оваа серија. По успешната прва сезона следуваше разочарувачката втора сезона, која беше преполовена за да го добиеме третиот том, кој и тоа како го врати приматот на Love, Death and Robots кој што го заслужува. Тоа е серијата за која што ќе ви говорам во ова издание на ТВ 103. А на почетокот на емисијата ги слушнавме Гизер, односно слушнавме композициите Atomic Moronic и Logan Sran, кои што се наоѓаат на нивниот студиски албум Stoned Blues Machine, кој што се појави непосредно пред неколку недели, односно станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Нью Йорк, американски heavy psych bands кој што себе си се нарекуваат Cosmic Stoner Blues, бенд каде што можете да забележите моќни влијанија на stoner рок провиненција, посебно тој рифаджиски хард рок пристап кој што го имаат, кој е надополнет со прекрасно мелодично поигрување на тројцата инструменталисти во овој бенд, од чии што нов албум ќе имаме можност да слушнеме уште една композиција, односно тоа ќе биде композицијата A Cold Black Heart, пред да ја слушнеме најавата за Love, Death and Robots. А доколку сакате да дознаете што све е анимирано во Love, Death and Robots Volume 3, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која планира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, дајќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 81-то издание на емисијата ТВ 103 посветено на Love, Death and Robots, која што представува анимирана антолошка стриминг серија, која е создадена од страна на Тим Милер, а продуцирана од Джошуа Донен, Дейвид Финчер и Дженифер Милер. Нема да ве замарам со генералиите за продуцирањето на серијата, да не се повторувам, можете да изслушнете епизодите на ТВ 103 и Дан се макабре посветени на првите две сезони на Love, Death and Robots. Имам засебни изданија кои што сведочат за квалитетите кои што и поседуваат овие сезони. Меѓутоа ќе посочам дека е продуцирана за Netflix, а од анимираниот оддел на овој стриминг гигант може да и погледнете од оваа година и The Guardians of Justice, Human Resources, а од аниме секторот ги имате Kotaro Lives Alone, Термаe Romae Novae, Vampire in the Garden, мислам дека тоа беше последната аниме серија која што беше објавена на овој канал, а во најава се Spriggan, Bastard, Heavy Metal, Dark Fantasy. Во третиот том на Love, Death and Robots број 9 епизоди, кои што иницијално беа планирани да бидат составен дел од вториот том, со оглед на тоа што првата сезона содржеше двоцифрен број на епизоди, пролонгирано беше издавањето на третиот том, на што јас реагирав дека ако им е потребно дополнително време да се доработат епизодите, би било подобро да ги почекаме, отколку да добиеме избрзан продукт, посебно во анимација потребно е поголем напор да се придвижат сликите, па затоа нема толку многу 2D анимација, туку има компови во 3D кои што се во прашање за наредните сезони и претходните сезони, така што ова темпо на објавување речиси година за година е нездраво и секое брзање се покаже дека е неделотворно. Едноставно вредеше чекањето со други зборови, заради тоа што за првата сезона го има сето време на располагање да ја направат, меѓутоа ете за втората веќе
требаше од нула да се создаваат епизоди и мое мислење е дека прилично неквалитетна селекција се направи и начинот на кој што беа реализирани беше доста невпечатлив, па затоа додавањето на таа одстапка на таа година плюса е така да наречеме, влијаеше, предпоставувам, на квалитетот на епизодите кои што ги добивме. Со оглед на тоа што епизодите траат 10 минути, за да ги изгледате во целост ќе ви треба нешто над саат и пол, односно време траење на еден филм, што значи дека игран филм, долгометражен игран филм се разбира, што значи дека се гледаат во еден здив, нема друг начин на гледање, така јас ги гледав, тоа е препораката која ќе ви ја дадем, освен ако се изглупирате и ги пуштите пред заспивање, тогаш никој не ви е крив што нема да ги изгледате и ќе ви траат повеќе од колку што треба. Објавени беа на 20 мај во целост. Тоа е практиката на Netflix, до која што строго се додржуваат за наше големо задоволство. Како што насловот посочува, треба да содржат љубов, смрт или роботи во себе, како тематска целина и одредница, така што за анализа на антрополошките серии пред се преферирам да се движиме епизода по епизода, затоа што сите се различни помеѓу себе и варираат за квалитетот, така што убаво би било да се оди чекор по чекор за да ги посочам пред се елементите и чинителите кои што сметам дека се вредни за напоменување од нив, а сезоната започна со 3 Robots, Exit Strategy, се извинувам, режирано од страна на Патрик Осборн, еден од неколкуте оскаровци во оваа екипа, односно тоа е човекот кој што има добиен Оскар за анимиран краток филм, а потоа сценариото е работено на Џон Скалци за Blow Studio, односно тоа е студиото кое што стои за тој анимиран филм. Милениците на серијата, трите роботчиња KVRC, Xbot 4000 и 1145G, како и во претходната итерација, така и тука патуваат на земјата да ги видат човечките оставнини, односно посетуваат во постапокалиптичен манир, се разбира, камп на преживување на сиромашните, потоа танкер за богатите и за мултимилиардерите, ракетните места каде што полетале во вселената, наводно, кај што меѓутоа во овие скривници и во едниот и во другиот случај човештвото се има сотрено помеѓу себе, не можејќи да се справи со храната од уништената флора и фауна и преминува на канибализам, додека се вртат против роботите, односно против вештачката интелигенција која што ќе ги уништи на крајот. Со нивната побуна се разбира, додека не дојдат до ракетниот центар, кај што полетува едно од најинтелигентните битија од земјата на Марс, ако сте ја гледале претходната епизода, односно која што и вклучуваше овие 3 симпатични роботчиња, може да предпоставите кој ќе биде космонаутот кој што ќе одлета во вселената. Одличен хумористичен почеток на сезоната, носталгични побуди, се разбира дека ќе го привлече вниманието, секогаш се добро дојдени роботчињата во овој постапокалиптичен манир на уништената земја, покрај рушевините до кои се има сведено пред се човештвото со својата ароганција и борбата еден против друг, таа зајадливост која што ќе не чини на крајот на денот и самата земја, богати или сиромашни, сите сме исти кај смртта, сите сме најбале кога ќе не покаси Грим Риперот. Џош Бренер го позајми својот глас за оваа епизода, 8 од 10 има од мене. Втората е Bad Traveling, режирана од страна на маестро Девид Финчер, а сценариото е на другиот маестро Ендрю Кевин Уокер, по расказ на Нил Ашер. Blur Studio стои зад оваа анимација, во која што еден джиновски рак се наоѓа во подножието на патувачкиот брод, Тенапод го нарекуваат, кој што стапува во контакт со навигаторот Торин, кој се договара со него да го поштеди него лично, ако го однесе на островот Фајден, каде што сака да пристигне овој джиновски рак и да направи дополнителна штета и уништување, а Торин е подмолен и превртлив лик, кој што има намера да го измами ракот и да го однесе на друг остров и при тоа, со тоа пролонгирано патување, да го жртвува целокупниот екипаж, најпрвин убивајќи ги тие што ќе му се противат, односно што ќе му се спротистават, потоа од побуна, потоа
луѓето кои што ќе учествуваат во побуната против него и на крај преостанатите за пролонгираното патишествие, за на крај да биде запален и самиот брод и да одесла во кајче. 3D анимација која е една од тие што најмногу ми се допадна за оваа сезона, затоа што на интригантен начин си поигрува со човечката превртливост и го држи гледачот во неизвестност за завршницата, благодарение уште еднаш на сценариото на Вокер, режијата на Финчер, значи гледаме буквално игран филм кој што е прераскажан само со алатките на анимацијата, меѓутоа не би можеле да направат джиновски раки, тука е волшебството на анимацијата, каде што може тие имагинарни светови да се доловат на најдобар можен начин и на фантазијата да и се даде простор за да се развие, во која злобниот се извлекува на самиот епилог, што е прилично атипично за едно дело од каков и да е формат, посебно ако е реализиран во САД, преживувајќи се, разбира, сметка на другите во доста макијавеловски рамки, ајде така да го наречем. Трој Бейкер го позајмува гласот за ова епизода, која што ја вреднувам со 9 од 10, значи една од моите најомилени од оваа сезона и една од најврвните во Love, Death and Robots воопшто. Третата е The Very Pulse of the Machine, режија на Емили Дин, сценарио Филип Гелад, кој што го знаеме како еден од честите соработници сценаристи на серијата, а расказот е на Майкл Свонвик. Polygon Pictures стои зад ова епизода. Баладата во сезоната ја се нарекувам. Космонаутката Марта Килсон останува жива на Јупитер 1, откако настанува колизија на летачкото на вселенското летало и погинува колешката Бартон. Та има повредена рака, еден конститутивен чинител на Love, Death and Robots, кој што неизбежно е да се повтори, конкретно левата, и потребен е воздухот на Бартон, со која зема морфиум и почнува да халуцинира дека зборува со починатата и не само неа, туку и со самата планета, односно сателит. Во таа халуцинаторна наезда има бренувања, односно една космичка река која ја повлекува самата космонаутка и нејзиниот последен здив да и го даде на оваа планета и исчезнува во ништавилото, односно во неповрат. Една елегична епизода во која се би направил ликот за да се спаси, па и би го влечкал телото на мртвата колешка, но предавањето на сила поголема од себе го трга велот од страотната смрт и ја лиши од мистификацијата за крајот на постоењето. Ова е планета која се обидува да го спознае ликот пред се, пред да се преточи постоењето од телесна форма во незината сеопшта свест. Така што доста поетична епизода, 8 од 10 е моето оценување, така што ова се 3 доста силни епизоди за почнување на сезоната, а квалитетот на останатите ќе треба да останете со текот на емисијата, а за да го дознаете, Surf Through Death е следниот бенд кој што ќе го слушаме во рамките на оваа емисија, кој што го издадува нивниот албум кој што е насловен 2, бенд кој што ни доаѓа од Аризона, од САД, кои се некаква си комбинација на дезерт рок, со психоделични влијанија, со слач и со фаз во својот израз, така што од овој бенд ќе ги слушаме Dirty Holy Water, Social Crutch и Sorrow Knows How to Swim. Уживајте во Surf Through Death и потоа се враќаме да ви говорам за преостанатите 6 епизоди на Love, Death and Robots. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ103 со своето 81-во издание, кое што е посветено на ТВ серијата Love, Death and Robots и незиниот трет том, трет волјум, со прегледот на епизодите кои што се наоѓаат во оваа антолошка анимирана стриминг серија. Застанавме на четвртата епизода, односно Night of the Mini Dead, режирана од страна на Роберт Биси и Енди Лајон, по сценарио и расказ на Джеф Фаулер и Тим Милер. Бак е студиото кое што ја работи оваа анимација. Најкратката епизода
едно од најхумористичните, кај што запалени тинејџери имаат секс на гробишта и предизвикуваат зомби апокалипса. Тоа значи дека прикажани се преплавените градови од страна на зомбијата со постојано пукање во нив од страна на армијата и на цивилите, додека не дојде до лансирање на нуклеарно оружје и уништување на планетата, која не е ништо повеќе во млечниот систем отколку еден условно кажано прдеш. Употребена е форс перспектива со миниатурни зомбија, нема крупни планови, има само екстремно широки, како да гледате изометриска видеоигра. Оваа епизода е инвазијата, го има и сличниот ефект кој што го имаше инвазијата на јогуртот од првата сезона. Меѓутоа, ова е уникатна идеја пред се за визуализација на еден од најужасните и досадните жанрови на кои што му даде живост пред се. 8 од 10. Kill Them Kill. Режија Дженифер Ю Нилсон, сценарио Филип Гелат, расказ Джастин Коутс, Titmouse Incorporate е студиото на аниматори кој што стои за оваа епизода, односно тим на Зелени беретки истражува убиства, дознавајќи дека се извршени од една сајбермечка во манирот на Елиен, еден по еден се расчеречени од незина страна, затоа што тоа е некој си експеримент на ЦИА за воено оружје. Джоел Макхейл и Сет Грин ги поземуваат гласовите и преку глава ми се дојдени вакви малоумни војници и сметам дека најслабите епизоди од серијата се токму со неразработените војници, се извинувам, од кои не можеш да извадиш ништо корисно како ликови, посебно не со ваков дуд бро менталитет како што имаат членовите во епизодата. Анимацијата е како нешто што би гледал на Adult Swim, не е проблемот тука, сепак оваа епизода работена во манирот на Предатор, ама не смешано бица забава е според мене една од најнеквалитетните епизоди за оваа сезона, без разлика на крвопроливањето кое што го има во изобилие, едноставно е инфантилна самата помисла на оваа епизода. 6 од 10 има од мене и шестата епизода за која што ќе ви говорам во оваа емисија е Swarm, режија Тим Милер, сценариото го работат Милер и Гелат, додека расказот е на Брус Стерлинг. Блур студиото работи анимацијата. Сајмон Африел доаѓа на една истражувачка база кај што се наоѓа научничка која што го посветила животот во изучување на расата на инсектоидни битија од кои што е составен овој подводен рој во кој што тие престојуваат. Тие си ројот има свој екосистем, налик пчелите со кои раководи матица и самите создаваат храна од која може да преживеат и луѓето и инсектите, иако истражувачот сака да ги експлоатира, откако ќе осознае како функционира за спас за човештвото, се побунува ројот на джиновски инсекти и забележуваме дека всушност биле контролирани од страна на инсектите. Ја имаат таа можност да ја контролираат луѓето, пресвртот лежи во чинителот што инсектите се супер интелигентни и може да ги манипулираат луѓето и сакаат од нив да направат слуги, но истражувачот не се согласува да биде човештвото нивен слуга. Уште една еколошка епизода за која гласовите ги позајмија одличната Росарио Досон и Джейсон Уинстон Џорџ, кај што злите намери на човештвото, кое користолюбиво се однесува кон екосветот, налик несовесното пчеларство, го наметнува пресвртот во кој што инсектите се одмаздуваат во сличен манир, така што не им е баш благопријатно на луѓето кога ќе се најдат во таа подреена позиција. Дидактичка епизода која визуелно е впечатлива, иако експлоатацијата е втора природа на човештвото и губи епизодата на иновативност во тој поглед со оглед на тоа што сме навигнати да гледаме узурпатори на природата, а и на самото општество. 7 од 10 е оценката која што ја има од мене. Ќе направиме тука уште една кратка музичка пауза, односно ќе слушнеме Womak. Станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Финска, стонер рок бенд кој што им е под силно влијание на јужначките бендови со грув,
во своето музицирање, односно во своите рифови го има пустинскиот призвук, тој heavy psych елемент и секако влијание на од Doom провениенцијата. На одбомак ќе слушаме композиции од 3, односно Songs of Downfall and Deliverance, и ќе ги слушнеме Back on the Hooch, Take Out My Eyes и Here Comes the Grace. Така што продолжение слушаме Вомек и ќе се вратам утре да ви говорам за преостанатите, односно последните 3 епизоди од Love, Death and Robots. Вие слушате радио канал 103, ова е 81-то издание на емисијата ТВ 103, посветена на третата сезона на Love, Death and Robots, или продолжението на втората сезона, како што милувате, така наречете ја. А за самиот крај на емисијата ќе ви говорам за последните 3 епизоди, односно седмата е насловена Mason's Reds, режија Карл Стивенс, сценариото е на Джоe Аберкромби и расказот кој што е адаптиран е на Нил Ашер. Акси Студио стои зад него. Во футуристичка Шкотска, фармерот Мейсон има проблем со глувците кои што нагризуваат се живо и диво во шталата, кои што му ја јадат неговата ГМО берба и напаѓаат со самострели. Тоа ќе значи дека ќе мора да земе механизирана помош за да се одбрани против нив и нивната наезда, која пред сега нуди компанијата за дератизација. Меѓутоа глувците првиот уред ќе го совладаат, а со вториот пожртвувано ќе се борат, за кога ќе посведочи Мейсон за нивниот брейвхартовски повик, ќе се огледа дека и глувците се добри луѓе и што ги разбере нивните цивилизацијски потреби, ќе се спријатели со нив со по некоја чаша виски создадено од житото. Крейг Фергусон и Ден Стивенс ги поземуваат гласовите за оваа хумористична епизода, која што има среќен крај во Диснеев манир, која ми беше доста наликуваше пред се со борбата со румбите во втората сезона, со огледа тоа што дидактиката тука вика дека секој сака да преживее со тоа што му е дадено на располагање, па Мейсоновото согледување дека не се глувците непријател, туку корпорациите е на поучна девиза на епизодата за застареноста и пред се потребата од купување на нова играчка, која ја нуди пазарот за да се задоволи исклучиво пазарот, а не себе си, едно солидно 8 од 10. Осмата епизода е Involted Halls Entombed, режија Джером Чен, сценарио Филип Гелат и расказ на Алан Бекстер. Sony Pictures Imageworks стои зад оваа епизода. Уште една неинспиративна, барем за мене, епизода, кај што маринци одат кај ловор на терористи за да ослободат заложничка, но налетуваат на пајаковидни створови кои што ги командуваат, предводени од едно лавкрафтовско битие, кое што ќе ја остави преживеаната со осознанието за уништувачките апокалиптични призори, да шета без уши и очи од погледнатата непоимлива ентропија на која што е изложено човештвото. Се бори оваа епизода да биде најнеквалитетната од оваа сезона, затоа што не се анимира ловкрафтовска творба со еднодимензионални војници, налик епизодата со руските војници како што беше. Меѓутоа, секоја чест што е анимиран Ктулу и како љубител на Ловкрафт сум благодарен за полудувањето од погледот во космичкиот страф и неописливото битие. Ми се допадна бркањето со джиновските скалила, чисто колку да видиме колку е мал човекот во однос на овој митски свет, ама сакам поголем авторски подпис, а не подпирање на готови тропи, на полудување на големиот книжевен маг, така што сакам авторство да видам, а не условно кажано шлепање на големината на Лавкрафт. Убаво е да се има влијание, но не до оваа мера. Гласовите се на Джо Мангањело, Кристијан Сератос, Джей Кортни и Дебра Уилсон, односно од мене има 7 од 10. Деветата епизода, односно последната со која што се завршува третата сезона на Love, Death and Robots е Джибаро, односно режија уште еден оскаровец од оваа година,
Алберто Миелго од Pinkman TV, кој што го зема Оскарот за најдобар краток анимиран филм со именуван кој што беше Windshield Wiper, кој говореше за што е љубовта и потрагата на љубов и начинот на кој што ги прикажуваше паровите во денешницата, односно тоа тајно друштво кое што представува за љубувањето. Меѓутоа, љубовта беше составен дел до некаде и беше начната и во Джибаро, со оглед на тоа што Алберто Миелго го работи сведокот, односно The Witness од првата сезона, и според мене тоа до ден денес е најдобрата епизода на Love, Death and Robots која што некогаш е направена, а Джибаро исто така се доближи до квалитетот на ова епизода. Стана збор за корумпирани конкистадори и свештеници кои што патуваат низ Порто Рико и мистериозна нимфовидна сирена се појавува од езерото покрај џунглата, облеана со накит, односно со злато. Таа со гласот ги зашеметува, ги привлекува, овие рицари ги убива, но глувиот витез може да избегне од незината песна, што тоа не ја чудо е видоа. Таа ќе почне да го следи и ќе заспие до него, затоа што е привлечена од една страна од него, па откако ќе го започне нивниот танц, тој ќе ја онесвести и ќе го ограби незиното злато кое што го носи околу незиното тело и ја фрли во реката. Само да напоменам, златото таа го има насобрано од рицарите кои ги има убиено низ децениите, така што накитена е од нивното злато, или можеби тоа е златото кое што така слободно си гравитирало во природата, затоа немаме детален опис, меѓутоа ја запознаваме дека таа е облеана од злато и е уништувачка, односно убиец со надприродни манири. Затоа се наметнува прашањето кој е злобникот всушност во епизодата. Интригантен дуалитет. Незината крв ја поматува водата, пошто ќе се напие од неа самиот рицар, ќе го добие слухот, само за да може да биде повлечен од страна на сирената и да биде удавен како и останатите. Прекрасна епизода која е во борба искрен да бидам, можеби е најомилена, ми е најомилена од оваа сезона, па може, затоа што нема утка кај мајстор Миелго, кој што без говор, со танц, успеа на разбирлив, питок начин да ја прикаже алчноста на клериците и рицарите златолюбци, да искористи бајковиден фолклорен мит и да вметне сентименталност која што е злоупотребена, се разбира. Што повеќе пати ја гледам, толку повеќе ми се допаѓа оваа епизода, 9 од 10. Така што ако би требало да ги подредам по квалитет, 9 би било Kill Team Kill, 8 би било Involted House and Tomb, 7 би било Swarm, 6 Night of the Minidead, 5 Mason's Reds, 4 Three Robots Exit Strategies, 3 баладичната The Very Pulse of the Machine, па Bad Traveling и секако најдобра би ја избрал условно Джибаро, иако со Bad Traveling од ден во ден си ги заменуваат местата. Еден ден ја фаворизирам едната, другиот ден ја фаворизирам другата, меѓутоа дефинитивно овие две епизоди се одвојуваат од баграта, иако морам да признам дека оваа сезона беше каде далеку поквалитетна од втората и пред се нудеше избор на квалитетно напишани сценарија, кои што повеќето од нив допира до еден интригантен сентимент кој што го ја означува пред се човечката алчност, со оглед на тоа што неколку епизоди говореа за нарцисоидноста и за потребата, односно за преживување на сметка на другите, така беше во огромен дел, значи сите што зборува, односно што го опфатија човештвото, односно хуманистичката димензија, пред се акцентот беше ставен на себичноста, односно на потребата за себе задоволување наспроти давање помош или емпатија кон остатокот на светот. Еден од многуте причинители зошто во овие епизоди многу лесно се доаѓаше благодарение на тоа лицемерие и на таа алчност и хипокризија помеѓу луѓето, се доаѓаше до апокалиптични димензии, односно до ескатолошки краеви на светот, благодарение, уште еднаш ќе посочам, баш поради таа човечка ароганција и наметнување на себе си врз другите со оглед на тоа што ескалираше
ситуацијата помеѓу човечките ликови поради водени од користолюбие, водени од манипулативни нарцисоидни побуди, така што благодарение на себичноста ќе ни дојде крајот на луѓето на нашата ни планета. Ова е една од тие девизи кои што можам да сосредоточам и да сублимирам од сето тоа што можевме да го погледнеме ако роботите во Exit Strategies посочија како ќе се уништи човештвото, ако епизодите како Bad Traveling и Джибаро ни говореа за тоа дека секој ќе си гледа за себе си и за своите придобивки, ако злоупотребата на другите на еколошки рамки во спорм не би беше доволно јасна посочена, или па неразбирањето воопшто, неможноста за сваќање на другиот, како што беше тоа девизата и на Мейсонс Редс, која што спријателувањето би одело кон напредок не само на човештвото, туку и на поразличните и на прифаќање на другиот таков како што е. Така што имаше неколку интригантни тематски одредници кои што допираа до пропаста на човештвото, водено од неговата ароганција и алчност и себичност пред се, и начинот на кооперирање со поразличните од себе, со тоа што би се восприемиле како такви и би била подадена рака за соработка, што мислам дека е еден од тие круцијални елементи за разбирање на светот и правење подобро место за живење. А за крајот на емисијата ќе слушнеме Big Stoner Creek, станува збор за еден кантри рок бенд од Јужна Каролина, кој што имаат алтернативен призвук, меѓутоа си работат на промовирање нивниот блуграс и нивните рокерски афинитети од Blue Stoner Creek, кој што го носи насловот како и самиот бенд на нивниот нов албум. Ќе ги слушнеме композициите Subway и Trainwreck како крај на ова издание на ТВ103, односно 81-то издание на емисијата ТВ103 со Зорко Ѓелески, кај што детално ги анализира квалитетите и недостатоците на третата сезона на Love, Death and Robots. ТВ103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.